Добро вечер. Од идеја до бизнис, серија кампањи за поттикнување на предприемништвото и охрабрување на младите да почнат свој бизнис. Има ли предприемачки дух во Македонија? Кои бизниси најмногу се ответуваат и колку пари се потребни за почеток? Овие дилеми ќе ги дебатираме со моите вечерашни гости, професор доктор Јован Пејковски од Универзитетот Свети Кирил и Методи и доктор Горан Рафаеловски, бизнисмен од Рафаеловски консалтинг. Професоре, дали веднаш по дипломирањето младите се осмелуваат да почнат свој бизнис или пак бараат сигурна работа во јавната администрација или во некоја стабилна странска компанија? Што е пресудно? Индивидуални се карактеристики, различни желби, различни пориви, оние што се чувствуваат подготвени, спремни се да започнат собствен бизнис. Ние ги охрабруваме уште додека студираат, преку едукацијата, учење за бизнис план, ставање на бизнис идејата во една практична форма, но има и доста што чекаат некој друг, а тоа е државата да им го реши прашањето, да ги вработи. И сега, кој како ќе успе, како ќе се снајде, велиме, многу пати зависи од поединецот и од околностите, што се создаваат на различни начини и преку различни влијанија. Во оние средини кај нас кај што се профилираат студентите, често пати тие самите откриваат дека е подобро да собствената идеја ја преточат во нешто што се вика шанс, можност. И затоа, охрабрувајќи ги, ние им помагаме. Ги едуцираме како собствената идеја да формираат во бизнис план, како тој бизнис план да го анализираат и кои се елементите на ризик со кои што може да се соочат. Вие сте во бизнисот долги години. Што е неопходно за да се охрабри еден млад човек да почне свој бизнис и колку минимум средства му се потребни за да стартува? Значи, за да може да стартува некој собствен бизнис, прво пред се треба да има идеја која е одржлива. Вие да имате одржлива идеја во 23 години во светски рамки е реткост. Значи, да зборуваме реално. Мислам, за да дојдете до некоја одржлива идеја ви треба малку поголемо искуство, а од една страна ви треба малку посилно образование и појака едукација отколку што е дадена во изминативе години. Јас мислам дека комплетно во изминатиот период, ако едно наше образование беше направено за поранешниот систем, транзицијата го опфати целото наше образование, не можам да кажам само во рамките на факултетот, него и од претходно. И понатаму овие луѓе лутаат во собствените сознанија дали нешто може да направат или не може да направат. Голем проблем се јавува повторно, значи се јавува во втората фаза кога тие треба собствениот бизнис од идеја да го преточат во нешто што може да се реализира. Тука се банките. Значи тука се тие што некој треба да ги искредитира. Не можете бизнис да отворите нити каков реален без барем 20 до 25 до 30.000 евра. Значи, нереално е да очекува некој дека ќе направи бизнес со 5.000 евра. Значи, тоа може да направи работилница за фризура или за стајлинг или за козметичарска, но никако не може да осмисли бизнес и да почне бизнес да прави со 5.000 евра. Требат 20, 30, 50 па и повеќе. За да тоа се случи, треба она што со години го зборувам банките да поминат од хипотекарни во идејни или да го кредитираат бизнисот. Тоа не е така тешка работа, тоа е работа на стопанството, тоа е работа воопшто на можностите, тоа е работа на разбирањето, тоа е работа на која што ние сите треба заедно, како и бизнисмени кои веќе функционираме, како и универзитет, да ги подучуваме како и на кој начин тоа треба да го прават. Колку образованието има улога и дали се потребни посебни вештини или пак добри бизнис релации? Образованието има улога, дори би рекол дека е пресудно. Многу идеи кои што се јавуваат, ако не се доизградени, дооформени, не можат да бидат успешни. Не се согласувам дека треба многу пари за бизнис. Анализирајќи ги почетоците на многу наши сега успешни и богати бизнисмени, некои од нив имаат изјавено како го почнавте бизнисот. На прашањето одговараат со минус 10 чека во банка. Значи почнале. Основно е да се почне, да се проба шансата, да не се пропушти можноста. Секако, помошта, кредитот е добре дојдена, но кај нас кредитите и банките ја немаат таа освестеност како да ризикуваат и тие да го поддржат ризичниот бизнис. Зборуваме сега и за ризичен бизнис. Не е тоа ризичен. Секој бизнис носи одредена фаза на потреба, на поддршка. Образованието ја дава основата и секако дека зависно од видот на образование, зависи од насоката на тие млади луѓе, мора да им се даде една поддршка. Поддршката ја дава општеството.
велиме предприемничко дух се гаи, се создава. Онолку колку што средината создава материјални можности, но и институционална подршка, во толкав обем можно да се очекува пошироко изразување на тие мали и средни предпријатија. Зборуваме за мали и средни предпријатија со мал број на вработени, затоа што и капитал основата е ниска. Не можеме да се споредуваме со обем на инвестиции кои што бара и tekako значителни ангажирања. Но видите, подршката што се дава преку обезбедување на неповратни или повратни револвинг средства, кои што значат можност неколку луѓе да се здружат, да обезбедат една маса пари за почеток на бизнис, сепак е шанса која што треба да се искористи. Во секој случај индивидуално е, рековме, и карактеристиката на претприемништвото и можности и желбата за бизнис, но оној што успева да ги осознае идеите и да го препознае пазарот. Значи, во основа на се е пазарот. Вие можете да произведете, да создадете, да понудите услуга, но битно е за кого, кој е купувачот и дали е платежно способен. Во услови на рецесија таа платежна способност се намалува. Гледаме дека мора да јакнат фондовите, ресурсите, подршката, се согласувам тој да за улогата на банките, кај нас се уште се ригидни, дури банките на некој начин не го поттикнуваат креаторството на идеи и проекти кои што кај нас очито дека недостасуваат за да се отвораат нови можности. Тие проекти, тие идеи базираат на знаење. Современите трендови, интернет комуникацијата нудат обилие на информации што е тоа што е конјунктурно, што е тоа што пазарот го бара, што може да се насочи еден млад човек да реализира собствената идеја. Во дел се слагам, во дел не. Значи, сите тие бизнесмени што направиле пари со минус 10 чека, тоа беше 1990-1991 година. Тоа беа сосема различни моменти за почнување на бизнес. Во тој период, верувајте ми, тие што живееа во Германија и пробале бомбони и чоколади на Харибо и Милка, а кои ние овдека ги немавме, во буквална смисла на зборот ги купуваа од хипермаркети, во буквална смисла, ова со одговорност ви го тврдам, ги носе овдека, ги продаваа 3 пати поскап. Условите се сега променети. Комплетно се променети. Вие за да стартувате некое и минимално производство, еве не стартувате производство, ќе тргнеме од онаа индустрија што мислат дека е многу конјунктурна, а тоа е индустријата на софтвер и така натаму. За да се обезбедите само во хардверскиот дел ви треба 10 до 15.000 евра да обезбедите подршка на која што вие може да работите. Ако тргнете да работите сам, не сакам ни да зборувам дека нема до нигде каде дојдете. Ако тргнете да работите двајца или тројца, ќе треба да се платат пари, придонеси, плати и така натаму. И овој трошок што ви го кажав, е трошокот од 30-40.000 евра минимален што ќе се случи во првата година, а бизнисот нема да ви ги врати тие пари. Не е реално да очекувате да ги врати тие пари. Јас зборувам од име на стопанството и знам како изгледа. А не поготово во моменти на вака тешка економска светска криза, кај што Македонија не е крива единствена за кризата во која што се наоѓа. Значи, стварно, децата да треба да работат предприемништво, но едноставно мора да се препознава бизнисот и да се најде начин како ќе се препознае добрата идеја. Да видиме какви фирми најчесто се отвораат во Македонија. Според податоците, предприемачите во земјава се одлучуваат најчесто за отворање трговски фирми. Сонја Јованова Наумовска ги има деталите. Доколку се анализира профилот на компаниите кои се отвараат во Македонија, ќе се види дека најчесто се отвараат фирми кои работат со трговија, иако истите најлесно пропаѓаат. За најстабилни бизниси во Македонија се уште се сметаат оние од областа на социјалната и здравствената заштита, но и енергетиката. Ова го потврдуваат и од Централниот регистар, чија евиденција покажува дека со години наназад предприемачите во земјава се одлучуваат за почетен бизнис во трговија на големо и мало. Има, да речеме, отварање на сместувачки капацитети и прехранбени капацитети, значи трговија со индустријска храна. Меѓутоа најзастапен е овој првиот сектор кој што го спомнав, односно секторот на трговија и трговија на големо. Факт е дека отворањето трговски фирми е секогаш полесно без разлика дали одговара на реалните потреби на стопанството или пак на пазарната логика. Ваквата практика е особено изразена во време кога се заострени условите на банките за кредитирање. Поголемото производство бара повеќе средства, маркетинг, истражувања, барање пазари. Наспроти ова,
услужниот сектор поминува со помали инвестиции, а нуди брз поврат на средствата. Миле Станковски, декан на електротехничкиот факултет во Скопје, смета дека присуството на странските компании во земјава ќе придонесе за промена на профилот на фирмите кои се отвараат. Секако дека трендот на студирање на техничките науки треба да помогне и јас верувам дека ќе помогне во подигнување на нивото на застапеност на индустријата во компаниите од користичка филозофија да поминеме на производство, бидејќи без производство проблематично е да екзистира една држава. Експертите многу пати потенцирале дека треба да се инвестира во бизниси каде што додадената вредност е поголема и поисплатлива. Но ако се земе предвид податокот дека само 5% од научните истражувачи во земјава работат во приватниот сектор, може да се воочи дека недостатокот на кадар е сериозен проблем за домашната економија. Имам секојдневни контакти со фирми кои што сакаат да инвестираат во Македонија и тие прво што ги интересира е нивото на знаење и бројката на кадри која што може да се добие на нашиот пазар. Мислам дека бројката на техничкиот кадар што ја имаме ќе биде незадоволителна према бројот на компаниите кои што намераваат да имаат намера да дојдат во наша држава. Статистиката покажува дека само во периодот од 2005 до 2010 година во секторот услужни дејности се вработиле 50.000 лица, додека во производството 33.000 лица. Да, го видовме прилогот, иако не се многумина, сепак има успешни примери. Каде најчесто ги наоѓаат своите идеи, во кои сектори има најмногу предприемачи? Во современиот тренд очито дека информатиката станува најпропулзивен дел во барањето на нови можности. И се уште отварањето на нови работни места се поврзани со информатичко-комуникацијските технологии и во тој поглед се согласувам со Сема со оценката дека треба да се зголеми едукацијата на младите луѓе во насока на препознавање на можности во таа сфера, од една страна, но и од друга страна просторот за нудење на нови можности, на услуги во оваа сфера и поврзани дејности со оваа сфера станува исто така поширок. Така да градењето на знаење, градењето на визија како понатаму да се развива една мала и отворена економија како што е македонската, е точно насочување кон повисока обработка на производите, затоа што преку финализација се добива повисок ефект, а тоа носи повисоки можности за раст и развој. Во голем број средини констатирана е оваа состојба и потреба, само да како споредба и Европа и Европската Унија ја оформи својата стратегија како да се развива во периодот до 2020 година. И таму е зацртана потребата од инклузивен раст, паметен раст, вложување во она што значи нови области, информатики, индустријска политика, што значи на тамошно јакнење на производниот сегмент како основ за остварување на нова изголемена понуда. Така да за останувањето во истражување и развој, што се констатира и тука во прилогот што го дадовте, согласувам дека е сериозен проблем што може да се одрази во идното проектирање на нашиот раст и развој, а тоа пак е смалување на шансите за младите луѓе, кои што не можејќи да го најдат работното ангажирање, својата шанса е бараат некаде надвор, тоа е одлив на мозоци кој што знаеме пак носи други проблеми. Дали присуството на странски компании во земјава ќе го смени профилот на компании кои што се отворат? Знаете како, тоа е меч со двеоштрици. Присуството на странски компании дефинитивно ќе го смени односот и односите на пазарот кои се појавуваат. Со тоа што нормално е дека ќе страдаат македонските компании. Нормално е заради тоа што јас се уште не знам македонска компанија која планира однапред, која ќе го направи својот производ да го даде барем за на Балкан. Не сакам да зборувам за Европа. А кога се планира производ во Германија, се планира најмалку за Европа, а по-пропулзивните идеи планираат за целиот свет. Додека во Соединетите Американски држави, кога планирате производ, го планирате за цел свет, во старт.
Значи, тоа е системот на размислувањата, системот на ограничувањата и системот на општествениот развој кај нас, кој за жал малку доцни заради 1001 причина, која што ниту еден од нас не можеше така да влие баш вака да се случат работите, нити пак сакаше да влие вака да се случат работите, ги направија односите во бизнисот вака замрсени. Значи, странските компании ќе донесат собствени технологии, ќе донесат собствен начин на размислување. Но да не заборавиме, ние во социјализмот ги имавме истите процедури што сами си ги порушивме, како никогаш во животот да не познававме процедури. Точно е дека тие беа предвидени за едно друго општество, но точно е дека беа процедури. Она што сега ни го продаваат како ХАСАП и ИСО, ние го имавме како ЮС. Она што го продаваат како образци за запишување на секој вработен дека мора да се запише кој ќе влезе во компаниите, постоеше и порано. Само во периодот се изгуби заради тоа што едноставно сите тргнаа на брза заработувачка начин како до побрз просперитет и самата држава беше веројатно и беше потребно да попушти, да не ги терети толку луѓето. Значи да не ги терети толку луѓето. Односите се сега променети. Сега регулативата е цврста, јасна и така натаму. Но од друга страна, мислам дека Македонија недоволно се штити од странските компании. Не треба да се штити да не инвестираат во Македонија. Но јас и како председател на Комората на град Скопје, кога ќе ми дојде било која делегација, прво што ги молам е не да вложат во Македонија, туку да најдат партнери да направат заедничко вложување. Кога ќе не прескокнат, нема назад. А баш као тоа што се соочуваме со недостаток на кадар, бидејќи ние нашиот кадар не сме го планирале со години. Ние произведуваме високо образован кадар, но не планирано. И наеднаш се јавуваат поголем број на економисти или правници, ни недостасуваат машински инженери, ни недостасуваат технологии кои што веќе со 10 години се работат. И за да вие произведете работник, значи доколку сте озбилна компанија од надвор, ќе си го земете и 6 месеци, ќе си го обучувате во своите компании што ви се наоѓаат по светот или во матичната компанија. Само така ќе покажете озбилен пристап дека вие стварно сакате со истиот квалитет и капацитет да настапите на овој пазар. А ако не, тоа не е така. И има стварно и илјадници фактори за кои што можеме да дискутираме. Но сепак, секоја инвестиција е добродојдена е, а нашата свест мора многу тоа да се промени. Сметате ли дека треба да се потикнат повеќе и домашните компании? Да, секако, и многу е битно и домашните компании да го најдат интересот и во соработка со овие партнери што доаѓаат, затоа што често гледаме дека тие бараат диверзифицирана соработка, односно посебно за производи што се составуваат, асемблираните производи, во цел свет се оди на диверзификација и ангажирање на кооперанти, подизведувачи или, како ви рекле, добавувачи на материјали и суровини или на одделни готови делови што значат понатаму основ за готов производ. Тука ја гледам шансата и потребата преку нудење на вакви можности за ангажирање на наш домашен потенцијал, на луѓе кои што едноставно знаат како да одговорат на потребите и барањата. Стандардите веќе што се применуваат кај нас базираат на повисоко ниво на знаење, а со самото тоа и можностите што се нудат значат прилагодување кон новите техничко-технолошки решенија. Да не забораваме дека знаењето застарува. Точно е тоа дека со самото добивање на дипломата младите луѓе морат дополнително да се едуцираат. Едно, второ да ги учат компаниските процедури и начинот на водење на работата во компаниите, што значи практичен менеджмент, менеджмент на прво ниво, усогласување со маркетингот, со поварувачката, задоволување на вкусовите на потрошувачите и се она што значи непосредно работење во градењето на еден имидж, односно во понудата на нов производ. Токму затоа промените што се случуваат ги гледам како позитивен процес, позитивна насока, затоа што доаѓањето на такви странски компании го менува начинот на гледање, на поимање на работите. Од една страна ангажира домашна работна сила, од друга страна ги поттикнува на поврзување домашните понудувачи, но и на размислување како да се прошири пазарот. Македонија е мал пазар и оттаму барањето не излезе во извозот. Од една страна, но од друга страна во субституција на увозот. Имаме голем број на увозни производи што можат дома да се произведуваат,
А по разни причини, дали е тоа цената, бојата, дизајнот, квалитетот се увезуваат и тука е шансата како да се понуди субституција на увезеното преку домашно производство. Тоа пак значи користење на домашни ресурси, ангажирање на домашна работна сила и можност за бизниси, посебно за младите луѓе. Во земјава функционираат и инкубатори, се раѓаат ли овде успешни предприемачи? Деталите ги има Сонја Јованова Нумовска. Недостигот од финансии не е секогаш главната пречка за почнување собствен бизнис. Ова е главното мото на младите, а талентирани кадри кои решиле да отворат своји компании во главно од IT индустријата. Искуствата на фирмите кои за родиш одговараат во просториите на бизнис инкубаторот на ПСМ фондацијата покажуваат дека стартап бизнисите најчесто почнуваат со собствени средства, бидејќи во Македонија речиси да не функционираат алтернативни начини на финансирање. Оно што во светот функционира, тоа се некакви си мрежи на бизнис ангели, сит фондови или фондови за почетен за некакви си почетни средства или venture capital фондови кои се занимаваат со early stage или оние компании кои се во раната фаза на развој. За жал во Македонија, па дури во регионов не функционираат и тоа представува огромна пречка. Така да сите компании што се кај нас, значи својот раст и развој го финансираат од сопствените приходи. Според профилот на стартап компаниите, очигледно е дека најмногу ветуваат бизнисите кои се насочени кон IT технологијата, затоа што не се физички зависни од локацијата, а ветуваат и висок потенцијал за раст на бизнисот. Деспотовски објаснува дека во последниот период се фокусираат и на мобилните стартап бизниси, мобилни апликации, паметни телефони и таблети. Во таа дејност е и компанијата Кодвел, формирана од двајца млади IT ентузијасти, а препознатлива по мобилната апликација за добивање информации околу јавниот превоз во земјава. Има доволно поддршка во нашата земја, меѓутоа мислам дека треба да се инвестира уште на тоа поле. Значи, отворање на уште вакви инкубатори, акселератори или било кои организации од ваков карактер за да се малце се направи некој пуш на младите во однос на може да си ги исполнат своите идеи. Според искуствата, за старт на една реална предприемачка иницијатива се потребни од 2 до 10.000 евра, кои вообичаено фирмите ги обезбедуваат од собствени средства. Но колку државата им помага на фирмите во зародиш? На Светска банка Doing Business ние сме на некој се високо 3-то, 4-то, 5-то место од аспект на започнување бизнес. Меѓутоа тоа не е доволно, треба да се работи уште многу, значи на создавање буквално целата инфраструктура што ќе им помага на луѓето да го започнат бизнисот. Значи да се овозможи пристап до финансиски средства во форма на грантови, во форма на ефтини кредити, меѓутоа кои ќе бидат наменети исклучиво за почетни бизниси. Светската практика покажува дека 70% од стартап фирмите во светот пропаѓаат во почетната фаза или во првите 2 години од основањето. Поради тоа, експертите порачуваат отварање на што поголем број стартап центри и инкубатори кои ќе им помагаат на бизнисите за премостување на пречките кои ќе им се појават на патот. Да, најтежок е пристапот до капитал. Банките не сакаат да ризикуваат. Дали можеби треба да се очекува поддршка од моќните и големи бизнисмени, од бизнис ангелите? Не. Зошто? Па заради тоа што не им е во интерес. Многу едноставно, многу прецизно не им е во интерес. Доколку најдат заеднички интерес за некој проект, тогаш може да помогнат, но тогаш ќе учествуваат паралелно во бизнисот во кој што го остваруваат. Но зашто некој би помогал? Бизнисот не е добротворена организација, едноставно бизнисот е бизнис. Дали си добар, ако си добар, стоиш на пазарот, ги користиш сите можни ресурси што ги имаш. Дали се секогаш тие ресурси на добро на целото стопанство, и тоа воопшто не е битно. Значи едноставно се што ти е дозволено користи за да го оствариш својата игра и својата борба. И секаде е така во светот. Нема зошто било кој бизнис ангел да помага на некој бизнис ако не стане партнер или собственик во бизнисот. Доколку некој дојде со добра идеја кај мене и јас мислам, јас не сум бизнис ангел, значи јас сум од оние ситните бизнисмени, да кажеме консалтинг компанија со 23 вработени. Значи, ако дојде со добра идеја, со полна почит и задоволство ќе ја поддржам идејата ако мислам дека ми е во границите на мојот интерес и во границите на мојот бизнис. Заради тоа што искрено сметам дека скокањето од бизнис во бизнис ништо добро не може да донесе на бизнисот. Доведува до дезерфикација за која што немате кадар да го водите тој бизнис. Значи вие ако од една работа работите, да речеме, железарија, па после тоа почнете хотелиерство, па после тоа почнете земјоделство, после тоа почнете винарство, па после тоа почнете, значи, вие
Доколку не обезбедите вистински луѓе да ви ги водат тие бизниси секогаш ќе го црпат главниот извор на средствата. Да, ќе ги одржувате, но нема да бидат профитабилни. И тоа е прво правило во бизнисот. Ако немате кадар, а ние за жал го немаме, ако немате кадар кој ќе застане, кој со сопствена одговорност ќе ви каже јас ќе го превземам овој бизнис, тогаш вие не можете да отварате бизнис. А има и причина зашто е тоа така. Како да се дојде до средства, до капитал? Слушнавме од прилогот дека минимум се потребни од 2 до 10.000 евра. Ако банките во ова време на криза се водат конзервативна политика, како младите да дојдат до ефтин грант? Нормално преку понуда на добар бизнис план. За добра идеја, за она што се препознава како можност, секој би ги помогнал и на тој начин се јавува оној модел кој постои на Запад, ризикокапиталисти, кои што поддржуваат ризик. Предприемништвото е бизнисот, секогаш носи ризик, но оние што успеваат, а од успешните, всушност значи примерот на успешните значи поттики за другите. И оттаму ризикокапиталистите се оние кои што поддржуваат. Тоа е она што го бараме и банките да се јавуваат во улога на поддржувачи на ризикот, но очито дека сегашната нивна концепција е повеќе да обезбедуваат приход од платниот промет и од провизиите, отколку да ризикуваат за поддршка на некаква и нова идеја. Но токму тоа, поддршката на новите идеи го прави оној западен свет што велиме дека брзо се развива, а гледаме и во другите средини, значи поддршка на идеите, на иновациите преку она што постои ризикокапитални асоциации, но и бизнис ангели. Точно на Запад постојат асоциации на бизнис ангели кои што упатуваат како да се развие една идеја. Во таа фаза на развој, тие се поддржувачи, доколку го најдат интересот стануваат и партнери, или пак идејата може да пропадне, но поддршката доаѓа и од еден вид алтруизам. Да не забораваме дека и најбогатите луѓе формираа фондации во кои што внесуваат половина од своето богатство со цел да се развијат одредени области дејности, посебно во здравството, барање на нови лекови, барање на она што значи подобар живот на луѓето. И оттаму таква потреба кај нас се јавува, постои, веќе се изразуваат одредени бизнис ангели во форма на фондации кои што поддржуваат идеи. Но, она што го видовме од прилогот, бизнис инкубаторите, технолошките паркови, стартап центрите се основна институционално обликување. И од тука гледам потреба општините, локалните заедници, самите да нудат можности преку понуда на простор, поддршка преку бизнис инкубаторски структури, да ги привлекуваат младите. Во почетниот период да се развива, затоа што бизнис инкубатор значи бесплатно спестување на една фирма во првите 2-3 години, а потоа откако фирмата ќе созре, ќе се развие, ќе може да излезе надвор на пазарот, а отствара место во инкубаторот за да влезат нови фирми. И оттаму младите можат да се интересираат и за вакви форми, и за поддршка на она што го нуди владата преку разни активни политики. Знаеме дека се нудат активни политики и мерки кои што на поединец кој што е невработен, му се нуди износ од 3.000 евра, ако се здружат 5 души, 15.000 евра, можност да се започне солиден бизнис, да се набават информатичка опрема и технологија и да се бара среќата. Пазарот е огромен. Прашање е кој како ќе ја препознае шансата и колку ќе успее во тие пазарни можности. Од друга страна пак, младите се решителни. Се зависи од индивидуалните користики, но голем дел од нив се решителни и ја пробуваат среќата, ја пробуваат шансата, едноставно настапуваат и бараат како да ги остварат своите планови и можности. Бизнисите се диверзифицираат. Секој бизнис може да биде успешен. Од обичен, едноставен, мала трговија, она што го спомнавме, до софистицирани производи, но и класичните индустријски дејности и она што значи понуда и производство на производи што недостасуваат, што пазарот ги бара, а битно е пазарот да ја обезбеди таа поддршка на производството и се наоѓа една равнотежа помеѓу понудата и порачката, односно го поттикнува економскиот раст и развој. Кога сега би почнувале бизнис, во што би вложиле? Да ви кажам искрено, не би ја променил идејата за она што сум тргнал, во која што сум тргнал во бизнисот, не би ја променил идејата, со тоа што сега ќе има само сосема друга основа. Она основа во која што и сега како компанија ни инвестираме.
Значи тоа се новите технологии, информатички технологии во кои што дефинитивно барем немаме страв да инвестираме со години и за жал нашата конкуренција тоа не го прави. Значи ние одиме со буквално за македонски појмови вселенски чекори, бидејќи ги следиме сите светски трендови во инвестирање онаму каде што ние го знаеме нашиот производ. Значи тоа е инвестиција до што побрз пристап до информацијата на луѓето, тоа е инвестиција до што подобра поддршка на информациите преку така наречените веб страни, системи, добивање значи на податоци. Во еден момент, ако можете да разберете, ние имаме околу 4000 закони и подзаконски прописи за нашите клиенти кои постојано ги одржуваме, значи како ќе дојде службениот весник, ние го истиот тој производ, значи истиот тој производ го расчистуваме делот во законот каде што е сменет или го менуваме во целост, тоа се вика пречистување од правен аспект и како таков производ го даваме на нашите клиенти да го користат, наместо да лутаат, наместо да гледаат, туку да го видат конечно што е последното решение. Или пак на пример инвестираме во технологии да им помогнеме во сметководството, во програми. И значи онаму каде што јас разбирам и каде што можеме, јас сум буквално млад во дух. Како да имам 21-2 години и да сега го започнувам бизнисот, сакам постојано да сме напред и постојано да сме со нешто ново. Заради тоа што ако не следите, еден ден бумерангот ќе ве стаса. Професоре, кој е вашиот совет до студентите на кои им предавате токму предприемништво? Да ризикуваат, да почнат онаа идеја што има да стават во бизнис план. Ако почнат со една креативна активност, тоа значи планираат како да ја најдат животната шанса, како да успеат. Планирањето е почеток на секоја менаџерска активност и оттаму оној кој што ја сваќа потребата за собствено економско самопринудување, тоа е предприемништвото, за барање на решение кај себе и во можностите што ги поседува поединецот, има шанси да успее. Воспротивно, ако чекате некој друг да ги реши работите, бидете сигурни дека нема да можете да очекате такво нешто. Во денешно време, поготово, во услови на постојна конкуренција, младиот човек мора да е свесен и да ја бара шансата. Шанси постојат многу. Едноставно, да биде иницијативен, идејата што ја поседува или ја бара да ја најде во форма на една продуктивна активност. Видите, предприемништвото се поврзува со иновациите. Онолку колку што предприемачите се иновативни во создавањето на нов производ, во организација на начин на производство, на продажба, на маркетинг, на нудење на нови производи, всушност го прави да биде постојано движечка сила, а преку промена на ефективноста на користење на факторите на производство да создава профит. Предприемништвото е поврзано со ризик, но и со иновативна дејност. Иновирајте, сносете го ризикот за да успеете, инаку немате шанси.